време жената која што се представуваше како единствен собственик на Диамет, не знам дали има само тај собственик или сепак ако може да прашам, заклучивте дека има и други собственици кои што не се познати на јавноста во тој случај? Мислам дека само таја е собственик. Добро, таа го обвинуваше и Ден Дончев, но дури министерот Венко Филипче дека практично се обиделе да блокираат продажбата во 2018 година. Имаше објавување и во предизборието на разни видео и аудио материјали. Дури беше повикан Дончев на сега распит исказ кај во полицијата, затоа известуваше Наке Чулев и велеше дека секој достави до ке вас или чека од вас инструкции како да постапи. Што се случи со тоа? Особено беше сумнително што Ден Дончев во тој период си даде оставка, изгледаше како да има сепак како да има некаква поврзаност на сите овие настани. Оди ли истрагате во таа насока? Дали имате нешто против Ден Дончев во целиот овој процес? Тоа е посебен предмет за кој сега ме прашувате. Нема отворена истрага предметот. Колку што ме информира колегата кој постапува по истиот е се уште во предистражна постапка. Добро, поврзано со Диамет или за сосема нешто друго тоа со Ден Дончев, чисто да расчистиме, односно со поранешниот директор на фондот? Единствена поврзаност е дека собственичката на Диамет го имаше пријавено. Тоа е единствената... Они се подносители? Да, подносител на пријава.